24-тото издание на О-фест, фестивалот на музика од светот, ќе се одржи од 5 до 8 јуни во Скопје. Сите детали околу самата програма, уметниците кои што ќе настапуваат на овој престижен фестивал, ќе ги дознаеме во продолжение од директорот Оливер Белопета. Оливер, ви благодарам што зборувате за Телевизија 24 и ете на големо задоволство за многу брзо време ќе се одржи О-фест во Скопје. И имаме уметници буквално од целиот свет. Можеби ова е едно од најдобрите изданија како што го најавувате вие. Што се ќе ни понудите оваа година? Благодарам на поканата. О-фест е веќе 24 години поред, значи една убава традиција. И Телевизија 24 има постојана традиција. Прва се случува и последен да повикува на еден разговор во врска со или джез фестивалот или О-фест, зашто се разбира сме многу благодарни. Со големо задоволство, да. Сега што нудиме? Нудиме што е она веќе традиција долгогодишна на фестивалот да ја представува музиката на светот, кој е така еден малку општ термин, дури она што најчесто се користи во меѓународни рамки, world music, и тоа е малку термин кој е прилично бидејќи не е музички стил. А и не може да биде музички стил, затоа што овде се работи за еден конгломерат на звуци од сите можни континенти кои се различни по многу нешта, се разбира и во екот на глобализацијата се спојуваат и со заеднички проекти и ја врзуваат дури и својата музика. Се разбира од самиот почеток до сега програмската интенција е таква да ги носи најактуелните и најголемите имиња на оваа сцена, што не значи дека тие се големи и овде, затоа што овде сепак има малку прилики на кои телевизии и радија тоа се да се чуе. Значи, тенденцијата да биде најдоброто од музиката на светот и да секоја година има и македонски представници, така да речиси се што е битно од нашата земја било и на О-фест. Господине Белопета, на 5 јуни фантастично отворање на О-фест со уште пофантастични изведувачи, односно уметници. Како што спомнавте, имаме секоја година и од Македонија представници, да кажам, така ќе биде и оваа година, но и едно, да кажам, канциониере греканико Салентино од Италија, едно, да кажам, танцов, сега ќе ни кажете вие група танцова, која што после 9 години, ако не се лажам, повторно се враќа во Скопје. Да, тие беа пред 9 години. Овој концерт е дел од една јубилејна турнеја, 50 години од основањето на канциониере греканико Салентино, група која се смета за водечка во Италија и особено за тој јужно-италијански стил, таранта и така натаму. Не значи инаку дека овие кои ќе настапат, тука нема ни еден од тие кои пред 50 години ја оформиле групата, тоа се све нивни практично наследици и таа во континуитет 50 години постои и еве Скопје се најде на мапата на еден од малобројните концерти во светот, каде они одбележуваат тие 50 години и убаво е тоа за отварање, особено затоа што пред нив имаме, да не зборам за него многу, еден вистински великан на македонската музика, а да кажам со оглед на неговата издавачка дејност, која во јавност и не е толку промовирана, им издадено
и 6 многу оригинални книги, значи не е само тој великан на музиката, туку и на музичката наука. Плюс професор на факултетот за музички уметности, значи едно прекрасно отварање. Така е, да, ќе настапа нели Драган и Радко Даутовски и како што спомнавме групата од Италија, тоа ќе биде во Националната опера и балет од 20 часот на 5 јуни. И одиме понатака, имаме гости од многу други земји. Имаме од Финска, од Португалија, веќе следниот ден. Од Финска го имаме, го знаеме по настапи и на Офест и на Джез фестивалот, но секогаш добре дојден Кимо Похјонен, кој го револуционеризира звукот на хармониката и веднаш после него, веројатно најголемата годинешна звезда на Офес, харизматичната португалска пејачка Марија Жоао, која доаѓа овде да го промовира својот навистина извореден нов албум Абунданција, кој е реализиран помеѓу Мадагаскар и Лисабон. И овој албум ќе го промовира во Македонија веднаш после Португалија. Прво Португалија го промовираше и веднаш доаѓа тука кај нас. Да, имаше еден концерт во Лисабон и ова е прво промовирање на албумот надвор од Португалија. Што е вистински ексклузивитет, нели? Па добро, ние се организационо се научивме на ексклузивитети. Така е, затоа и оваа година имате фантастични имиња кои што ќе може публиката да ги слушне. Потоа, други денови имаме и од други интересни земји, за нас може и далечни, од Мали имаме исто така изведувачи, од Гана имаме изведувачи. Па од Мали навистина ние сме имале се што е најзначајно од Мали било во Скопје, значено се работи пак за многу звезди, пејачки, гитаристички и така натаму. Се сме имале овде во Скопје, освен тој почина го немавме, можеби најголемото име на Мали, Али Фарка Туре, гитаристот. Но затоа овде е неговиот син кој доследно го замени својот татко, особено последниве 2-3 години со негови ремек дела од албуми и сега е тој уште едно големо име кое само следиме кој од каде доаѓа, кој доаѓа од американска турнеја, кој од француска и така натаму. Гардијан него го нарече сахарски Джими Хендрикс. Добро, Мали е во најголемиот дел, припаѓа на јужниот дел на Сахара. Значи, исто едно големо ексклузивно име кај нас и како втора група во така наречената Африканска вечер, Флоренс Адони од Гана. Да, и имаме и во Младинскиот културен центар исто така изведувачи кои што ќе настапат. Тоа е на 8 јуни во киното Фросина ќе настапи Јулија Козакова трио, словачка пејачка, многу автентична исто така што успеав да ја слушнам, пака на видеата, така што и такива можности неа да ја слушнам. Исто е, гледаме има, значи една пејачка од Словачка која својата музика ја базираше на ромската музиката, меѓутоа ја надгради и која веќе доживеа исто светска афирмација. Со неа ќе почне вечерта во последната вечер во Младинскиот културен центар, со тоа што пред тој концерт ја држим онаа традиција на прикажување на актуелни музички документарци, оние кои се најактуелни. Ова се работи за еден бразилски филм сниман 69 година, меѓутоа премиорно прикажан култен филм
минатата година филмот се вика Сарах и тој изборува за оние времења под воената диктатура во Бразил и улогата на музиката во таа нивна борба за ослободување. И во недела фестивалот ќе заврши со 2 концерти кои веќе имаат допирни точки повеќе со рок музиката, со еден голем бенд од Унгарија кој се вика Мордај, и тие се имаат елементи на фолк и на рок музика, и нашите Луфтханза, кој така ни е драго да направиме една малку сеопфатност во музичкиот дел, да биде што пошарен олдикиле, иако моите желби би биле програмата да е 3 пати поголема, ќе ви кажам и зашто, да е 3 пати поголема, и да се одржува негде надвор, на отворено, сепак е лето, ќе биде многу топло, но Скопје и по многу години останува, и по многу години и ќе остане без летна сцена, така да сме принудени да го држиме у затворени простори. Меѓутоа, велам, амбиентот што го создаваат за овој тип музика, тие отворени простори сегде во Европа е навистина многу подобро. Созем друг е доживувањето со вакви творби. Па како не? Така, ете некако ја поминавме самата програма, изведувачите се буквално, да кажам, кој од кој врвни, и самата публика ќе се види на што најмногу сака да оди на кој концерт, а некој можеби и на повеќе концерти секако ќе одат. Толку години подготвувате и Джез фестивал, еве сега 24 години поред и Офест, и секоја година ни овозможувате да слушаме светска музика буквално. Кои се вашите очекувања од овој фестивал, од ова издание? Па, моите очекувања се и тие што биле во претходните години. И јас исто мислам дека е за 2 нијанси, дури поради сплет на околности се разбира оваа програма подобра од минатогодишната, или уште подобра од минатогодишна. Тоа ги сведува моите очекувања на сочувување на традицијата која пред се овој фестивал го има во светот. И тоа е главната цел. Колку да изгледа тоа малку себично или не знам како да звучи, сепак тоа најголемата сатисфакција ја организаторот ја добива, тоа значи ние, од таа репутација што има во светот. Господине Белопета, и ве спомнавме дека некои од изведувачите можеби не се доволно познати на македонската публика, но како и да е, сепак убаво е да се слуша и нешто што и не сме слушале можеби доволно до сега. Сепак оваа музика од светот, како што спомнавте и вие, многу често не ја слушаме по радијата, по телевизиите, можеби некои стилски нели правци ни се малку подалечни, но сепак има ли интерес вака од вашите сегашни движења со луѓе, реакции, има ли интерес од публиката за концертните вечери? Па ја бев, вчера се вратив од Словенија, таму бев на еден фестивал, многу значен кај нив, и се видев со сите од тоа милје, и сите коментирау годинава колку звезди имаш на програмата. А викам, тоа дојдите, кажете у Македонија, ние сме сепак
држава која е премногу затворена во самата на себе, и политички, па во добар дел и културно, иако најмалку културно. Словенија е друга приказна, една од најважните работи што ова носи фестивалот, не публиката само да биде задоволна и да се овозможи да видат вакви работи тие во Скопје. При тоа мора да кажем дека ние половина публика на джезот и на Офест ја имаме загубено. Луѓето едноставно се иселиле, само тие ги гледат надвор тие концерти. Тука е дојдена до една замена, имаме многу странци кои доаѓаат на програмата. Во секој случај, важност на овој фестивал ги надминува строго културните рамки, затоа што ево баш пример од Словенија, они се отворија со вакви фестивали веднаш по осамостојувањето, со една многу проста филозофија у културата. Ние сме малечка земја, ако сакаме нашата култура да биде почитувана, треба да ги почитуваме и културите музички на другите земји од светот, не само на англосаксонци. И тоа сепак резултира со плодови, ние тоа го гледаме и овде, например со овде, затоа што токму благодарики на настапот на Офест, кој е изворено промовиран надвор од државата, благодарики на тоа што настапувале тука, имаме повеќе од тие групи, како Фолтин, еве ги сега, пак лето одат на фестивали, Доријан и Добрила. Значи, тие групи сепак благодарики на оваа двонасочна комуникација добиваат шанса да излезат од земјата. И навистина и оваа година буквално се надмина себе си, уметникот, графички дизајнер Зоран Кардула го направи постерот на Офест. Каква е соработката со него? Одлична, ова е 5-та година соработка со него, се работи за една исклучителна фигура, многу креативна, така да веројатно ќе го работи и постерот за следната година, само ќе биде ред да му направиме и една изложба тематска на ова. Да, убаво би било, баш ги гледав на вашата веб страна и изминатите постери од 2020, да. Се чини соработувате со него и буквално секој е различен од претходниот, а го има оној автентичен негов стил на изразување, да кажем, на исклучителна фигура. Да, така е. Ете, за крај ќе ви посакам успешно издание на Офест и оваа година и да биде посетен и да се зборува за него, да слушаме квалитетна музика. Ете, што би порачале вие на нашите гледачи? Благодарам и на тебе и на традиционалното пријателство со TV24, што го имаат овие два фестивали за кои зборувавме. Така, благодарам и се најубаво се гледаме на Офест.